Зошто украинскиот регион Донбас, кој ги вклучува источните територии Донецк и Луганск, е толку важен за рускиот председател Владимир Путин? И покрај годините брутални борби и губењето илјадници војници, Русија не можеше да го освои целиот Донбас, вклучително и силно утврдениот дел познат како Донецки појас. Руските сили во моментов немаат достапни средства за брзо заобиколување или пробивање на утврдениот појас, посочува Институтот за проучување на војната. Но неговото отстапување на Русија би му овозможило на Кремљ да ги превземе воено-стратешките области за кои нејзините сили се борат повеќе од една деценија. Во 2022 година Русија прогласи анексија на Донецк, заедно со уште 3 други украински региони што не ги контролираше целосно. Ова се случи по години борби во регионите Донецк и Луганск од 2014 година. Во неговиот најнов разговор со американскиот председател Доналд Трамп, председателот Путин наводно рекол дека Украина мора да се откаже од целиот Донецк како услов за завршување на војната. Председателот Трамп ги повика Русија и Украина веднаш да престанат со борбите и наводно извршил притисок врз украинскиот лидер Володомир Зеленски да отстапи територија како дел од договорот со Русија, иако Трамп негираше дека го сторил тоа. Зеленски изјави дека е подготвен да се сретне со рускиот председател Путин и американскиот председател Трамп на самит во Будимпешта. Сепак Киев соопшти дека нема да ја отстапи територија на Русија и изрази сомнежи во подготвеноста на Путин да преговара.